Како што знаете и како што најавивме на пресконференцијата во владата, денеска ќе биде објавен првиот тендер за изградба на фотоволтаични електрани на државно земјиште. Тоа ќе бидат првите 35 мегавата, кои што 25 во територијата на Свети Николе и 10 мегавата на територијата на Македонски Брод. Денеска во Стопанската комора, во рамките на Македонската енергетска асоциација, ќе имаме презентација со цел да ги информираме стопанствениците кои што се заинтересирани за изградба. Сакаме да процедурата биде максимално транспарентна, затоа тендерот ќе трае до средината на август. Ќе има доволно време сите да се припремат, значи намерно ги избегнавме годишните одмори, ќе биде, мислам, отварањето 21 август. Отварањето ќе биде во клубот на пратеници, ќе биде исто како што беше и за универзалниот снабдувач во присуство на медиумите, за да биде јасно. Процедурата е многу едноставна, нема комплицирани услови за учество на тендерот. Треба да се исполнат минималните закони кои што се согласно Законот за јавни набавки, значи да има бонитет компанијата, да не биде осудувана, да има позитивни биланси, значи се она што е во законот да не го повторувам, а од друга страна, значи единствен услов за добивање на локацијата ќе биде минималниот премиум, односно колку кој ќе побара најмала поддршка од страна на државата. Парцелите се поделени на разни големини, значи има парцели од 10 мегавата, 5 мегавата, 2 мегавата, 1 мегават, со цел да обезбедиме услови за сите типови на инвеститори да учествуваат. Она што е многу важно е дека државата ќе ги заврши сите административни постапки во името на инвеститорите и за нивни потреби, со цел тие да не губат покасно време во административните лавиринти на државата. Значи, државата ќе им го додели земјиштето, државата ќе го урбанизира земјиштето, ќе го пренамени од било кој тип во градежно земјиште и со самото тоа, значи, тие откако ќе го добијат тендерот, ќе треба да направат само основен проект, еколошки елаборат и да ја набават опремата. Исто така, ние преговаравме со операторот на дистрибутивниот систем, значи со Евана, околу цената на приклучокот, за да не ги изложувам идните инвеститори секој поединечно да преговара, и мислам дека постигнавме многу атрактивни цени на приклучок, меѓу 20 и 30 илјади евра, кои што се напишани во тендерот. Со тоа обезбедивме да сите инвеститори имаат предвидливи услови за финансирање, да тие чувствуваат правна сигурност и од тука очекуваме да, имајќи го тоа во предвид, инвеститорите побараат што е можно помали премиум, има помал импакт врз буџетот, а од друга страна се оствари, значи, нашата цел да има колку што може повеќе обновливи извори на електрична енергија. Ова е само прв тендер во низата тендери кои што планираме да ги објавиме. Веќе за неколку недели ќе оди и тендерот за приватно земјиште, значи таму каде што веќе одредени инвеститори имаат направена урбанизација, закупено земјиште или откупено земјиште за градење на фотоволтаици, сакаме и нив да им дадеме можност и шанса да инвестираат. Таму ќе бидат 27 мегавата, што значи дека постојните 35 и овие 27 се 62 првични мегавата, што е повеќе од 3 пати од се што е досега инсталирано во државата, а има инсталирано некаде околу 18 мегавати во сите години уназад. Вице-премиер, дали имате направено пресметка колку средства од буџетот ќе се одвојат за премиумите? Прво прашање, второ, ова е прв тендер нели за 35 мегавати, колку инвестиции очекувате од кога ќе заврши тендерот, од кога ќе се изгради? Значи, колку средства ќе се одвојат од буџетот, ќе зависи колкави премиуми ќе се постигнат. Јас очекувам дека тоа ќе бидат минимални средства во однос на ефектите. За сите 200 мегавата до кои што планираме да дојдеме, тој износ нема да надминува повеќе од 4 милиона евра на годишно ниво, но тоа е само со пресметка ако имаме над 10-11 евра по мегават час премиум, а јас очекувам дека тој премиум ќе биде многу помал и лично сум оптимист дека буџетот практично ќе биде многу малце оптеретен со ова, затоа што очекувам да некои локации се добијат и за многу ниски премиуми. Но тоа ќе го покаже тендерот. Јас не можам сега да унапред шпекулирам, само ви направив една естимација колку може да биде, а што се однесува до инвестициите, ако земете во предвид дека само опремата за 1 мегават инсталирана снага во моментот е некаде меѓу 600 и 700 илјади евра, со сеградежните работи, значи тоа би очекувал некаде е некој инвестициски циклус од околу 50 на милиона евра. Компаниите од Сдруженијето за енергетика тука од Стопанската комора пред неколку недели напоминаа дека малите фирми на некој начин се дискриминирани, дека не можат да инвестираат, дека намената само за големи фирми.
Не, напротив. Значи, апсолутно неточно, заради тоа што денеска, ако бидете присутни на презентацијата, ќе видите дека оние локации што се од 1 мегават, а такви се 6 локации во Свети Николе, на нив не дозволивме да учествуваат тие кои што ќе учествуваат на 10 мегавата, 5 мегавата, што значи точно внимававме на малите инвеститори. И еве сакам да ви направам една симулација, доколку некој сака да направи навистина фотоволтаична електрана од 1 мегават, што е минимална парцела на државно земјиште, а на приватно земјиште ќе може да направи многу помали електрани, но сега зборуваме за овој тендер, во тој случај него ќе му бидат потребни малце средства собствено учество. И сега еве да направиме една симулација за да биде јасно на сите, бидејќи имаше некоја алузија по социјалните мрежи на таа тема. За да се направи 1 мегават ќе е потребна инвестиција од некои 650.000 евра, се разбира, доколку сте вие компанија која што знае што прави, банките тоа треба да го препознаат и со некое собствено учество од некои 20 до 30% можете да отпочнете инвестицијата, остатокот да го земете како средства од банките, односно како кредит, што и нормално во енергетиката, никој енергетика комплетно не прави со сопствени средства, па значи секој оној кој што може да издвои 150.000 евра сопствени средства, може да учествува на овој тендер, или со други зборови, секој оној што има 2 стана може да ги стави под хипотека и да учествува на овој тендер, ако е доволно храбар и знае што прави. А ако не знае што прави, и милиони да му даете, нема ништо да направи.